Добар ден, почитувани гледачи на видео изданието на порталот Работник. Денеска ете после подолго време повторно имаме едно видео и интервју и денеска со еден млад човек со кого ќе зборуваме за тоа како е да се биде фриленсер користејќи ги дигиталните платформи преку кои што работат доста млади луѓе. Тука со нас денеска е Стефан Савевски. Веднаш би сакал да преминеме на прашањата. И како прво прашање ми е, бидејќи не знам ни јас ништо за тебе, би сакал да ни кажеш кој си ти во суштина. Кој е Стефан Савевски? Во суштина, јас сум во моментот дипломиран електроинженер на факултетот ФЕЙТ во Република Македонија. Сега запишувам магистерски студии по економија, така да и тоа ми е еден интерес. Во исто време трчам маратони, трчам одредени други трки, сум ентузијаст за криптовалути и најглавно од се тоа што ќе зборуваме денес е тоа што сум и фриленсер и така да тоа е мојата основна и примарна работа. Така. На вашиот LinkedIn профил може да се види дека имате работно искуство како во повеќе би рекол дигитални професии. Како што се копирайтер, како што е WordPress editor и writer. Што значи еве на пример копирайтер? Да почнеме од почетокот, како беше хронолошки, па ќе стигнеме до тоа. Баш. Во принцип, мојата првата работа кога почнав да работам беше доста интересна. Тоа беше една платформа која сакаше да биде втори од Google, тоа беше на Hummingbird. Во принцип, луѓето пишуваа прашања и ние требаше прашањата да ги бараме на Google и да ги даваме на таа платформа. Така да тоа го работев отприлика 3 недели за $5. Така да секогаш првата работа ќе биде тешка. За тие што не знаат и мислат дека е лесно, подоцна кога веќе имате изградено некој вид на проект, можете да одите понатаму. Така да мојата втора професија, втора работа на Upwork беше фриленс райтер, пишувач. Тогаш требаше да пишувам како рецензии или општо информации за одредена тема. Тогаш мојата главна тема беше пишување за патики. Така да има патиката, има ѓон, се до тоа што е опишува некој за одредени брендови и во тој стил. Тоа го работев отприлика 3 месеци и тогаш тој работодавецот што ми беше на мене ме праша дали сакам да работам нешто слично, пример да бидам едитор, некои други да пишуваат, јас само да ги уредувам тие текстови, а да земам повеќе пари, така да тоа на мене секако ми одговараше. Продолжив со тоа, ставање на слики, афилијет линкови, тоа се пример кога некој кликне нешто да го води до страната на Амазон и доколку тие купат нешто од некоја страна, самата прва страна добива од 1% од таа продажба. И сега последното нешто што го работам е копирайтер, што е всушност убедување на луѓето, тоест суптилно убедување на луѓето да купат одреден продукт или одредена услуга. Тука има доста многу, пример, познавање на психологија, маркетинг, трикови, тоа како да се наведе некој што е само посетител на некоја веб страна да купи некој продукт од самиот тој бренд. Следно би ве прашал за тоа зошто се одлучивте токму да работите како фриленсер и кои беа причините за тоа? Додека бев во средна школа, имав еден пријател што учеше со мене и тој беше фриленсер. И тоа беше наистина интересно, значи тој учи во средно, постигнува се, плюс работи, плюс изема некој дел од пари за него. Така да тоа лето го прашав малку да ми помогне, тој на мене ми помогна на почетокот, подоцна јас си продолжив самиот, во текот на летото работев и се запишав на факултет. И сега сите знаеме дека студентите немаат баш нешто многу пари, така да мене тоа ми беше фантастично искуство за да можам јас нешто да имам свое додека студирам. Така да јас можев да искомбинирам и студирање и фриленсување, така да тие што викаат дека не може не се ни пробале. И сега пример кога имам завршено, се уште си го работам тоа бидејќи интересно, само што се работат малку повеќе часови. Тоа е целата разлика. Како оди ова со фриленсингот кога работите преку некоја дигитална платформа како што е Upwork на пример?
Колку часот еве, треба? вие сте работодавецот и сега вие Така? кажувате дека на вас ви требаат, да кажеме, 3 текста неделно. Сега Мгм. јас можам да ги напишам тие 3 текста во еден ден, можам да ги напишам во 7 дена. Тоа зависи од мојата работа. Значи јас немам временско ограничување, туку имам само ограничување на работа. Така да доколку вие можете да напишете 10 текста во ден, можете да работите 10 работи за 10 различити клиенти. Така да тоа е во принцип тоа што е она. Вие имате слобода да правите што сакате и колку сакате. Доколку не ви се работи некој ден, можете да не работите. Доколку некогаш сакате да работите, работите. Тоа е се во комуникација со клиентот. Можете да работите на час, можете да работите на проект, можете да го проектот поделите на неколку подгрупи и тоа се да се случува на недела, на месец, на година. Како се е по договор. Тоа е најубавото нешто што секогаш е се по договор. Така. Би сакал да ве прашам следно, какви вештини се потребни со оглед на тоа ми рековте дека сега работите како копирајтер. Би сакал да ве прашам какви вештини се потребни за тоа, еве, за тие што ги интересира, што сака да работат како копирајтери, нели, ама не знаат за тоа какви вештини им се потребни, ако можете да ни дадете една слика околу тоа. Секако. Првенствено, работата ми е на англиски, така да пред се луѓето што сакаат да работат како копирајтери мора да бидат запознаени многу добро. Под многу добро мислам навистина одлично познавање на англискиот јазик е основа. Над тоа можете да градите. Секако има и брендови и фирми што работат тоа на македонски, на српски, на кој било јазик, кој да знае. Првата команда е тоа што можете да знаете јазик. Второто ниво на тоа е треба да читате, затоа што пред да пишувате мора да знаете прво да читате, да размислувате и тие такви работи. И третото нешто е што читате. Треба да читате книги за маркетинг, книги за психологија, за да наведете како тоа функционира. Секоја професија си има свои правила и доколку се држите на правилата на таа професија, ќе успеете. Доколку сакате да измислите нешто што е контра на тие правила, нормално дека нема да успеете. Но сепак сите што не можат да бидат копирајтери, самата платформа Upwork има преку 300, мислам дека категории за работење од се било, од внесување на податоци во Excel, само од слика да пренесувате бројки, можете да пишувате, можете да бидете графички дизајнер, програмирање, буквално се што ви текне на памет може да се изведе на платформата. Следното прашање ми е одна што мислам дека и најмногу ги интересира нашите гледачи и сите луѓе, бидејќи нели тоа е клучно, а тоа е самата заработувачка. Рековте дека кога почнавте да работите, нели вашата прва професија како фриленсер, сте заработувале по $5. Но еве сега да ве прашам, колку може најмногу да се заработи преку оваа платформа Upwork и мислам како копирајтер во таа смисла? Секако. Значи, мојата прва работа беше 3 недели работа за $5. Сега тие што го гледаат ова ќе мислат дека тоа е чиста експлоатација, што и беше. Например, ти имаш 18 години, не знаеш што правиш, тоа се првите твои пари што ги заработуваш на интернет, тоа беше тогаш ново, фантастично за мене, но после првата работа почнеш да разбираш некои ствари. Од тогаш почнеш да градиш постепено портфолио и секогаш си ја ти изголемуваш својата цена, така да од 5 јас денес сум стигнат на 50. Тоа е од $5 на час, сега сум на $50 на час, така да тоа е сосвим солидно и општо добро нешто за мене, но тоа е процес кој трае 5 години, значи ти 5 години не можеш само да стоиш во место, треба цело време да се надоградуваш и слично. И тоа постепено не може директно од 5 да рипне некој на 55, 10, 15, 20, секако тоа постепено со секоја нова работа зголемувате за помалку. Секако тогаш и вашите вештини се подобруваат и потенцијалот е неограничен. Пример, јас имам видено луѓе на Upwork што земаат по $1000 од час, што е за мене незамисливо, така да, ама тоа се некои американци работат со некои мултимилионски фирми, али тоа не значи дека некој од нашите, да кажеме, вашите гледачи не може да го постигне тоа. Се е возможно и се може да се направи. Сето што останува е на самите луѓе да се позанимаваат малку со себе, да научат и потоа да го применат своето знаење. Така. Следно прашање ми е поврзано со тоа, бидејќи вие работите за работодавачи кои што се од странство, претпоставувам, така во најголем дел.
Да. И тие луѓе реално не ги да познавате. Имате со нив само виртуелна Да. комуникација, претпоставувам, така? Сега би сакал да ве прашам, како е искуството да се работи со некој што не го познавате? Например, вие не сте отишле на интервју за работа, вие не знаете за кого работите, вие го знаете ликот кој е, например, човекот кој е како и што реков преку виртуелна комуникација. Како е тоа искуство така да се работи за човек кој што е од странство и дали е подобро. Сега не знам дали имате работено за мислам во Македонија, за човек кој што е од Македонија и да направите една споредба помеѓу тоа како. Имам идено на пракса едни добри 3 до 4 месеци во македонска фирма, така да можам солидно да ги споредам и двете работи. Според мене многу е подобро да се работи на интернет, бидејќи сте дома, немате потреба да патувате до некаде. Јас живеам во Куманово, а праксата ми беше во Скопје, така да јас секој ден мораше да губам време да одам до автобус, да одам до Скопје, да се враќам назад. Тоа е отприлика 10 сата од 8 часовно работно време. Така да сега јас можам само да го пуштам компјутерот и ефективното време на работа на секој човек е отприлика 4 часа. Така да тоа мислам дека е вистина и во програмерските фирми на секаде и самата оваа пандемија што се случи ни докажа на сите дека работата од дома е доста подобра неголи она што е, да кажеме, физички присутно. Кога сте сами дома, немате никаква потреба од микроменеджмент, можете да работите сами што сакате и кога сакате, значи немате некој шеф што ќе ви стои над глава и ќе ви кажува направи го ова веднаш, или да имате некои рокови. Ги имате дадено роковите, имате време, организирате си го времето и само терате. Немате никаква потреба од некакви притисоци, така да за мене е многу подобро што нема апсолутно никаков стрес. Работите кога сакате и работите што сакате. Ја имате комплетната слобода во светот, така да тоа е она што е најдобро. Можете сега, пример, сега сум во Куманово, некој ден може да отидете на сасвим друга локација и да работите од таму. Никој не ви го брани тоа, можете да работите од каде било. Тоа е целата работа. Да. И какви се странските работодавачи? Дали се напорни, дали се како нашите? Не, напротив се многу полабилни и послободни од нашите. Единствено нешто што треба да го памтат нашите, тоест вашите гледачи, е тоа што треба да бидат на време и во одредени случаи на почетокот пред време. Кога имате рок од 3 дена, завршите работата за 2. Кога имате рок од недела дена, завршите за 3-4 дена. Тоа се цени неверојатно многу. Значи, доколку го правите тоа на почетокот, ќе имате неверојатен успех во првите неколку работи. Подоцна можете да си играте малку со тие термини и распореди, но на почетокот дефинитивно, тоа е најбитното нешто. А странските газди се сасвим, мислам, нормални, мислам, исто како нашите. Исто така би сакал да ве прашам, кога сме тука, кога зборуваме за ова, би сакал да ве прашам и дали некогаш сте имале проблем со исплата на хонорар или нешто слично? Да, мислам дека сите го поминуваат тој период, затоа што на почетокот не знаете што правите, не ви е јасно и сега вие ја завршите работата пред да почне договорот. Мислам, Upwork е малце комплицирана платформа за почеток, затоа што не можете да се снајдете на почетокот, така да мој совет е прво запознате ја целата платформа пред да почнете да работите. Може да мислите кога имате интервју дека работата е почната. И јас така неколку пати завршив еден цел текст без да почне работата и практично повторно некој може вас да ве експлоатира бидејќи ќе го земе текстот и нема да ве плати, вие сте завршили работата, тој ќе каже дека не му се допаѓа вашиот стил. И слично, се има случајно тоа, се има случајно пример вие да завршите фантастична работа и таа да успее најдобро на целиот вебсайт на клиентот, а тој да ве оцени со оценка 4 од 5. И секако прашате зошто е тоа, тој не ви враќа. Ви никогаш не го видите тој клиент. Така да има од се по нешто, но 90% од случаите се позитивни. Ако ги фатите тие 10, тоа е веќе работа на среќа. Така. И посебно прашање ми е околу тоа што вие би препорачале на луѓето кои што сакаат да започнат да работат преку Upwork или пак преку било која платформа која што е за фриленсери, што би ги советувале пред да започнат да. Да, првиот совет е секако да ја запознаат самата платформа на која што работат, да поштракаат малку што има и како има, да почитаат самите блогови за користење на таа платформа пред да направат било што
кога ќе се запознаат со самиот начин на работа на таа платформа, да ја најдат првата работа и да почнат да ја работат пред да знаат конкретно што треба да направат. Значи прво ние комановците викаме прво рипни па кажи оп. Значи почни ја работата, нека биде недела дена ќе се снајдеш. Значи кој да е ќе се снајде во самата таа работа. Ништо не е толку тешко за да не може да се снајде во рокот тој што е даден. Тоа не значи дека некој што не знае да програмира треба да земе некоја сениорска работа. Нешто едноставно што малку го знаете, ќе го научите малку повеќе, ќе го направите. Неколку пати така, 10 такви работи и вие сте веќе искусен или среден напреден човек во тоа поле. Прочитате исто 3 книги за тоа поле, затоа што 3 книги ве прават 90% подобри од оние што не знаат ништо за таа тема, така да тоа е се што ви треба. Отприлика ви треба месец дена труд за да започнете и потоа можете да работите што сакате. Така. Добро, Стефан, ти благодарам што беше дел од денешното видео и интервју на порталот Работник. И се надевам дека и во следна прилика ќе имаме можност да отвориме други теми поврзани со нели со фриленсингот, бидејќи гледаме дека се повеќе луѓе се насочуваат токму кон овој начин на работа, кон овој модел на работа, со оглед на тоа дека нели пандемијата си го направи своето, забрза некои процеси на пазарот на трудот, нели, или што би рекол во светот на работата. Така да мислам дека е ова одлично, што имавме можност да разговараме со некој што е практичар на фриленсингот и уште еднаш ти благодарам што прифати да гостуваш во нашето видео и интервју. Ви благодарам и на вас.